Поранешниот градоначалник на Карпош Стефчо Акимовски уште четворица општински службеници од 2011 до 2017 година за фирми регализирале бараки, овозможувајќи им да се стекнат со државно земјиште по драконски ниски цени. Од МВР велат дека државното земјиште било на булеварот Илинденска. Одделот за сузбивање на организиран криминал и корупција по Министерството за внатрешни работи до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, а поради постоење основа за сомнение на сторено кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување, поднесе кривична пријава против лицата СЈ 59 години, ТГ 62 години, ВС 43 години, МТ 59 години и РД 60 години, сите од Скопје. Истовремено поднесена е и кривична пријава за кривично дело помагање против лицата ГР 51 година во својство на управител на Гром Промет ДОЛ Скопје, ЧА 67 години во својство на управител на ЕМАГ ДОЛ Скопје, СП 53 години во својство на управител на ДОТ Мебел ДОЛ Скопје и ТК 58 години во својство на физичко лице, а поради основано сомнение дека го сториле кривично дело поттикнување во врска со кривичното дело злоупотреба на службена положба и овластување. Управителите на фирмите Гром Промет, ЕМАГ, ДОТ Мебел и уште едно физичко лице побарале легализација на нивните монтажни бараки, кои според законот не се сметаат за бесправно изградени објекти. Општинските службеници одлучиле на бараките да им дадат третман на бесправно изградени објекти, со што дале согласност да се вклопат во урбанистичко-планска документација и фирмите за ниски суми го откупуваат и државното земјиште. Компанијата Гром Промет противправно добила земјиште од 1533 метри квадратни, кое во 2016 вредело најмалку 448.000 евра. Фирмата ЕМАГ пак противправно стекнува земјиште од 722 метри квадратни со вредност од 211.000 евра, додека на ДОТ Мебел и на физичкото лице им било возможено да откупат државно земјиште за 450 денари по метар квадратен, иако доколку имало јавно надавање, стартната сума би била 300 евра.